Зоран Заев, кој зборот дебата не го вадеше од уста, сега бега од дебатата како ѓавол од темјанот. Зоран Заев избега од дебатата на која го повика нашиот претседател Христијан Мицковски. Заев е кукавица кој за фотелја потпиша капитулација на Република Македонија. Всушност, Зоран Заев е премиер со зајачко срце. Ова доволно говори дека Зоран Заев не сака да се соочи со граѓаните и дека не сака да одговори на прашањата поврзани со референдумот. Но, главното прашање е, кој му забранува на Зоран Заев да излезе и да се соочи со претседателот на ВМРО-ДПМН, господин Христијан Мицковски, кој отворено јавно го покани на ТВ дуел, односно дебата. Кој господине Заев ве советуваше кукавички да бегате од ТВ дуел, каде што ќе треба да ги побиете сите аргументи на ВМРО-ДПМН дека овој договор е капитулантски и го брише идентитетот, јазикот, историјата, малцинствата и се останато. Заев на дебатата ќе треба да каже зошто се откажа од македонскиот идентитет. Зошто институционалниот идентитет се губи и нема да бидат повеќе институциите со македонски идентитет. Зошто владата ќе биде влада на Северна Македонија. Зошто ќе се менуваат личните карти, пасошите и сите останати документи? Зошто Зоран Заев го прифати членот 8 од договорот со Република Грција, според кој ќе треба да ја ревидираме историјата, археологијата и образованието? Зоран Заев на дебатата со нашиот претседател Мицковски ќе треба да одговори на овие прашања и потоа да се соочи со јавноста. Колнејќи се во дедовината и нивата од која го црпнале, одејќи по жицата македонска, и дедовината ја продаде, и жицата од македонска ја прекрсти во Северно Македонска. Зоран Заев со бегањето од ТВ дуел бега од граѓаните, исто како што кукавички го преговараше и го склучи сам овој капитулантски договор за Република Македонија, криејќи се од целата јавност. Зоран Заев, доколку бега цело време од ТВ дуелот и не се соочи со дебатата, односно на дебатата со претседател Мицковски, ќе остане истиот Заев со зајачко срце. Затоа, граѓаните на Република Македонија сами ќе одлучат за својата иднина како ќе постапат. Благодарам.